15-годишното девојче штитиничка на СОС детското село, која вчера избега од домот, е најдена и вратена, потврдија од Центарот за социјални работи. Таа вчера заминала од институцијата каде била згрижена, а воспитувачите веднаш ја алармирале полицијата. Министерката за труд и социјална политика го потврди случајот и кажа дека социјалните работници ќе треба да утврдат од кои причини малолетничката го напуштила домот. Предизвикот со кој што се соочило тоа девојче за да отиде во непознат правец, како што стои во известувањето од МВР, не знаеме кои се, веројатно МВР ќе даде извештај отпосле, но се соочува тоа дете и ние треба да се грижиме да сега психолошки се совлада тој предизвик со кој што се соочило детето, да се сработи, да се врати повторно во малиот групен дом на СОС детско село и да се потикне да се врати кон правиот пат. Ова не е првпат малолетни деца да бегаат од институцијата каде што се згрижени. На стартот од годинава, 13-годишно девојче од домот 25 мај абортираше откако подолго време била сексуално злоставувана. Таа неколку пати бегала од домот и била жртва на сексуално насилство. Истиот месец уште две девојчиња од истата институција открија дека се бремени. Едната, на 15 годишна возраст, ја прекина бременоста, а другата, тогаш 17 годишна, реши да го роди детето. За Царовска бегството на малолетници од институциите е нешто што се случува и во најразвиените земји. Важно е да се работи на нивна ресоцијализација, со цел таквите случаи да не се повторуваат, вели таа. Секаде во светот се случуваат, во биолошките семејства се случуваат. Сите ризици кои што се собрани кај овие деца даваат голема тежина во решавање на проблеми. Знаете, кај едно дете веројатно се прават на 20-30 обиди за да се врати во систем соодветно. И тоа е задачата на социјалниот систем. Ние ако успееме кај 70% од децата, ние сме направиле голема работа. Кај 100% од децата не се постигнува ни во скандинавските земји. Инаку денеска во населбата Влаје беше отворен мал групен дом за деца со воспитно-социјални проблеми, кои досега беа згрижени во домот 25 мај. Во куќата ќе живеат 5 тинејџери на возраст од 14 до 17 години. Уште 4 вакви мали групни домови се отворени во Скопје. Во нив ќе бидат сместени сите деца од истата институција, а домот 25 мај и официјално ќе биде затворен.